Драги дечиња, драги првачиња, нови час по математика за прво одделение, ќе се дружите заедно со мене, наставничка Зорица, и ќе се запознаеме со поимот за метар, ќе мериме и споредуваме должини со нестандардни мерки. Па тоа е и целта на овој час по математика. Да се запознаете со поимот метар и што се можеме да мериме со метар. Да умеете да мерите должина на некој предмет со зададена нестандардна мерка за должина и да умеете да проценувате, мерите и споредувате должина на предметите со нестандардни мерки. Ако прашате колку е долго јажето, или колку е долга масата, или пак бастунчето на дедо колку е долго, ќе го слушнете одговорот 1 метар, 15 метри, 3 метри и така натаму. А ако прашате пак колку е високо дрвото или колку е високо детето, скалата или куќичката на куќето колку е висока, повторно ќе слушнете нешто слично. 5 метри, 1 метар, 2 метри и слично. Што забележавте? И во првиот случај кога прашавте за должина, и во вториот случај кога баравте висина, заеднички одговор беше метар. Тоа е затоа што метар е мерка со која мериме должина, висина и ширина. А колку е тоа 1 метар, сигурно се прашувате. Ученици, околу 1 метар е вашата висина. На првачињата висината е околу 1 метар. Ширината на вратата на училницата е приближно 1 метар. Должината на катедрата на вашата наставничка е околу 1 метар. Овој дрвен линеар со кој што цртаме на таблата може да е и пластичен, има точно 1 метар. Ако направите воз од учебници, наредени еве вака, 5 учебници, заедно ќе формираат долг воз околу 1 метар. Тоа може да го направите и во моментов, за да видите од прилика колку е должина од 1 метар приближно. Сопрете го видеото и направете го овој воз од учебници или тетрадки 5. Ова горе, ученици, е оној училишниот дрвен или пластичен линеар за кој што рековме дека има точно 1 метар, почнува со 1, а завршува со 100, и сега вие се прашувате како пишува 100 на крајот, а јас цело време ви велам 1 метар. Ученици, секој метар е поделен на цртички. 100 вакви долги цртички кај што има број, и растојанието од една до друга цртичка се вика сантиметар. И затоа велиме дека има во 1 метар 100 сантиметри. Како што во часот има минутки, цртички на часовникот, знаете, а минутките учевме дека се помалку од 1 час, па така и во метарот има сантиметри кои што се помали од метарот. Денес е доволно, ние само да запомните дека метарот е мерка што мери нешто долго, широко или високо, а во погорните одделенија ќе мериме во метри, во сантиметри, ќе споредуваме, ќе пресметуваме. Сега, кога слушнате колку отприлика е должина од 1 метар, подгответе ги вашите тетрадки по математика и моливчињата и нацртете нешто што мислите дека во реалноста е долго или високо околу 1 метар. Тоа може да е во вашата соба, во паркот, на игралиште, на улица, а за да утврдите дали точно сте постапиле, подоцна прашајте некој од вашите домашни повозрасни од вас. Започнуваме со првото мерење. Ке мериме, но не со метар, туку со нешто што ќе ни биде мерка и ние треба да изброиме колку такви мерки е долг нашиот предмет што ќе го мериме. А ќе го мериме учебникот по математика. Земете го пред вас. А мерка ќе ни биде едно капаче од шише. Еве вакво. Сега погледнете ме мене како ќе ја мерам должината, внимавајте. Треба да изброиме колку вакви капачиња треба да наредиме за учебникот и возот од капачиња да бидат исто долги. Но ученици, за мерење не ни се потребни волку многу капачиња. Потребно ни е само едно капаче кое постојано ќе го поместуваме на напред. Внимателно. Ајде да броиме. 1, 2, 5. Јас измерив дека должината на учебникот е 9 капачиња. А вие вашиот? Да, обидете се сега и вие, но внимавајте капачето да го поместувате правилно. А најдобро,
е да земете едно фломастерче и да ставате точка онаму каде што завршува претходното капаче, односно каде треба да го поместите за следно. А потоа во тетрадката запишите го бројот што сте го измерили еве вака како кај црвената стрелка. Второ мерење, сега истиот учебник ќе го мериме повторно, оно што го имате пред вас, но сега мерка ќе ни биде една шпатулка. Они обоените од сладолед што собиравме и одземавме. Што мислите? Што ќе има повеќе капачиња или шпатулки? Да измериме, па ќе докажеме. А сега броите. Доколку немате шпатулка, може да земете пластично лажиче, метално лажиче, тоа е со приближна должина. Почнуваме да броиме. 1, 3. 3 шпатули има во должината на учебникот. Во тетрадката запишете вака како кај црвената стрелка 3 шпатули. А после мерењето да споредиме. 9 капачиња во учебникот во должината на учебникот, а 3 шпатули во должината на учебникот. Со што добивме различен резултат, а меревме ист предмет. Бидејќи мерката шпатула е подолга од мерката капач, и затоа помалку пати ќе ја собере во должината на тоа што го мериме. Или во тоа во задача претворено би изгледало вака. Сега треба да пресметаме колку е разликата помеѓу капачињата и шпатулите, односно треба да пресметаме колку капачиња има повеќе од шпатули. Кој знак ќе го употребиме? Како ќе изгледа нашата задача? Знакот за одземање 9 минус 3 и тоа е 6. 6 капачиња има повеќе во должината на учебникот. Преминуваме на трето мерење. Ќе мериме со стопало, со нашите стопалца. Мерката ќе ни биде стопало, но сега ќе мериме нешто подолго, односно ќе ја мериме должината на собата во која се наоѓаме. Јас, мојата, вие вашата. Стопалата ќе ги испоставуваме еве вака како на сликата, без растојание меѓу нив. Секој нека ја измери должината на својата соба кога ќе сопре, но резултатот нека не го запишува во тетрадката. А потоа пуштете и внимавајте што добив јас. Јас измерив дека мојата соба е долга 20 мои стопала. Но дали ако вие дојдете и ја измерите мојата соба со вашето стопало, ќе добиете ист резултат 20? Не. Едно ваше другарче, моје гостинче од 6 годинки, ја измери со стопалата мојата соба и измери 30 негови стопалца. А ќе можеме ли сега да пресметаме колку детски стопала има повеќе во должината на собата? Сопрете го видеото и запишете задача според добиените резултати што ги гледате пред вас. Исто онака како предходната задача, внимавајте кој знак ќе го употребите. Задачата би изгледала вака. 30 минус 20 еднакво на 10, значи 10 детски стопалца има повеќе во должината на собата. Следува мерење на два различни предмети со иста мерка. Значи, до сега два пати меревме и споредувавме ист предмет со различна мерка, но сега ќе мериме два различни предмети, но со иста мерка. Мерка ќе ни биде моливчето, а ќе го поставуваме еве вака како долу. Едно моливче ни е потребно. Ќе ја мериме ширината на вратата и должината на телевизорот. Во тетрадките нацртете ја вратата и телевизорот како умеете така. Потоа, под нив нацртете едно црвено и едно зелено кругче. Во црвените кругчиња запишете ја вашата предпоставка. Колку моливчиња предпоставувате дека ќе биде долг телевизорот, колку моливчиња ќе собере во ширината на вратата. Сега поминете на мерење со моливчето, а добиениот број од мерењето запишите го во зелените кругчиња. Внимавај кога мериш, не го допирај екранот на телевизорот со моливчето. Истото ќе го правам и јас. Ученици, дали вашата предпоставка се разликува многу од резултатот од мерењето? Или пак може би малку се разликува, или пак сте добри проценувачи? Јас го добив ова. Проценив 8 моливчиња, а кога измерив добив 6. Проценив дека телевизорот ќе биде долг 5 моливчиња, а кога измерив добив 5.
Значи јас во вториот случај сум добар проценувач, а во првиот имам одстапка. Меревме со моливче, со капанче, со шпатулка, со стопало. Зашто се уште може да мериме должина? Ајде да набројуваме. Па тоа може да биде пенкало, гума, острилка, лепак, капач од фломастер, со педа може да мериме должина или со прсте, далечинскиот управувач внимателно може да ни биде мерка, ташничето. А сега една задача. Избери една од овие погоре понудените мерки, со кои ќе мериш сега во моментов кога ќе го сопреш видеото. Креветот и масата се предметите што ќе им ја мериш и споредуваш должината. Прво запиши ја твојата предпоставка за двата предмета, исто во црвеното крупче како претходно вратата и телевизорот, а потоа помини на мерење. Измери колку такви мерки е креветот, а колку масата. Запиши задача со која ќе ја пресметаш разликата во должината помеѓу креветот и масата, односно ќе откриеш кој е подолг и колку. Дали сметаш дека си добар проценувач? Што покажаат твоите резултати? Но ученици, ако сакаме да го измериме, например, игралиштето или нашиот двор или терасата, зашто друго може да мериме? Овие мерки се многу мали. Можеме и со нив, но малечки се. Име должината на куќата, должината на патеката, на ова игралиште, на оградата, на одбојкарската мрежа. Зашто може да ја мериме? Со чекор, скок, некоја кутија може да ни биде мерка за должина на подолги и пошироки површини. И дојдовме при крајот на овој час. Како се чувствувавте вие на овој час за мерење? Дали мерењето должина со нестандардни мерки беше тешко или пак забавно? Станавте ли ученици подобри проценувачи од кога меревте повеќе пати самостојно? И за домашна задача, на оваа слика, има неколку различни композиции, 4, формирани од гасенички, воз и риби. Секој дел од композицијата има свој број кој што представува негова должина. Имате за задача да ја пресметате должината на секоја композиција. Најдолгата композиција подвлечете ја со боичка, а најкратката заокружете и го решението. Доколку сакаш подолго да се забавуваш, прецртај го ова во твојата тетрадка по математика внимателно, а во спротивно можеш овој работен лист да го испринташ со мала помош од возрасен и принт скрин од тастатурата. До видување, до следното видување.